Британија. Председателот Трамп ќе го брифира Конгресот за заканите од Иран. Се уште нема одговорност за случајот Кашоги, тој е еден од скупно 54 новинари убиени во 2018-та. Музејот на Холокаустот во Вашингтон ги чува спомените за 6 милиони евреи, сурово убиени на начин кој најголем дел од луѓето не можат ни да го замислат. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анета Шијакова. Високи представници на администрацијата на председателот Трамп денеска на седница зад затворени врати ќе ги информираат членовите на Конгресот за тоа каква воена закана представува Иран на Блискиот исток. Меѓу оние што денеска ќе бидат во Капитол Хил се и државниот секретар Мајк Помпео, вршителот на должност секретар за одбрана на САД Патрик Шанахан и командантот на Сдружениот генерал штаб на САД Џозеф Данфорд. Тие планираат да разговараат со законодавците по сомнежите на американски официјални лица дека Иран е одговорен за минатонеделните напади на 2 саудиски нафтени станици, како и претходно саботирање на 4 танкери за нафта. Здравствените работници соопштија дека се регистрирани 41 нов случај на мали сипаници. Од Центрите за контрола и превенција на болести велат дека во 24 сојузни држави севкупно се регистрирани 880 случаи и дека епидемиите од нив се поврзани со патување во држави каде има епидемија на мали сипаници како што се Израел, Филипини и Украина. Со ова во САД има највисока бројка на случаи на мали сипаници во последните 2 децении. Агенцијата за бегалци на Обединетите нации ги повика државите да ги прифатат оние кои бегаат од Венецуела, велики дека мнозинството има потреба од меѓународна заштита на бегалци. На брифингот за новинари во Женева, портпаролката на агенцијата Елизабет Тросел, како причини за екзодусот ги наведе влошувањето на политичките, економските и хуманитарните услови во Венецуела. Таа рече дека околу 3,7 милиони лица ја напуштиле државата, при што 460.000 официјално бараат азил главно во соседните земји. Председателот Трамп и најблискиот тим за национална безбедност изразија подготвеност да користат војна сила против непријателски режими како Северна Кореја, Венецуела и Иран. Брајан Паден има повеќе. На почетокот од функцијата, председателот Доналд Трамп авторизираше бомбашки напади против Сирија и Авганистан, со што и даде кредибилитет на неговата администрација за користење воена сила кога е неопходно. Сепак Трамп неколку пати изрази загриженост за погледите на јастребите во неговиот кабинет, како советникот за национална безбедност Џон Болтон иззема спротивен став за армиски интервенции како приоритет. Не е лошо за еден председател да биде поборник кон мирот, иако Трамп не наликува на мек човек. Но вистината е дека сака да избегне војни и веројатно е добро за баланс. Заканите од Трамп дека Северна Кореја ќе се соочи со оган и бес ако продолжи со нуклеарни тестови со проектили. Многу аналитичари сметаат дека довело Ким Јонг Ун да се вклучи во разговорите за денуклеаризација. Белата куќа исто така потенцира дека употребата на воена сила е опција за да се одврати Иран од нуклеарните амбиции, како и да изврши притисок врз армијата на Венецуела да го смени од власт Николас Мадуро. И покрај воздржаноста да се вклучи во конфликти од поголем размер, воинствената реторика на Трамп се сваќа сериозно од непријателите во странство. Мислам дека луѓето кои што лично ги гледат неговите настапи размислуваат дека можеби тој не исклучува идејата за војни удари. Армиските закани се опасна игра каде погрешните проценки може лесно да ескалираат во конфликт со многу жртви. Американската влада и САД се наоѓаат во ќоше каде или мора да докажуваат дека се сериозни во намерите или да се доживуваат дека се повлекуваат од плановите. Додека многу критичари предупредуваат дека притисокот од Трамп само ја зголемува напнатоста за потенцијален конфликт, неговите поддржувачи го одобруваат цврстиот пристап кој избегнува војна. Тоа што досега никој не понесе одговорност за убиството на новинарот Џамал Кашоги ги загрозува новинарите низ цел свет. Ова е пораката на спрашеницата на Кашоги која се обрати во Американскиот конгрес. Последните месеци од неговиот живот, Џамал Кашоги стана еден од најпознатите новинари во светот. Речиси 8 месеци подоцна неговата смрт изгледа нереална, рече неговата вереница во Конгресот. Се уште не можам да најдам човечка смисла во ова. Не можам да разберам.
Кашоги е еден од вкупно 54 убиени новинари во 2018. Во 9 од 10 случаи на убиени новинари, сторителите никогаш не били изведени пред суд. Ваквата неказнивост ги охрабрува оние кои со насилство вршат притисок врз новинарите. 250 новинари се затворени минатата година. Многу од нив поради известување за кршење на човековите права. Во Турција, Египет, Кина, голем број новинари се во затвор бидејќи известувале за човековите права. Според американските разузнавачки служби, принцот Мохамед бин Салман дал наредба да се убие Кашоги. Се надевам дека Конгресот може да инициира меѓународна истрага. Меѓународните интереси не треба да ги заменат вредностите, а луѓето одговорни за ово убиство треба да бидат изведени пред лицето на правдата. Верувам дека председателот Трамп може да го инициира тоа. Саудиска Арабија треба да се соочи со последиците, велат законодавците од партијата на председателот. Во владата на Саудиска Арабија има луѓе кои треба да понесат одговорност. Овие поединци треба да се санкционираат. Тоа се последици што може да се наметнат со оглед на економската и безбедносна моќ на Соединетите Американски држави над Саудиска Арабија, велат аналитичарите. Може да преземат акција врз некои од активистите за човекови права притворени пред повеќе од една година. Наводно, некои од нив биле подложени не само на злоупотреба, туку и на мачење во затворите. Лекот е со меѓународни последици. Тоа е за луѓето ширум светот кои сакаат да бидат слободни. Тоа ќе помогне да се испрати порака дека новинарите не се мета. Учи ли човештвото од своето минато? Многумина чија семејна историја е поврзана со Холокаустот сметаат дека не учи. Музеот на Холокаустот во Вашингтон е уште еден потсетник за ужасите кои не смеат да се повторат. Никогаш повеќе. Ваква порака ги пречекува посетителите на Меморијалниот музеј на Холокаустот на САД во Вашингтон. Овде се чуваат спомените за 6 милиони евреи, сурово убиени, на начин кој најголем дел од луѓето не можат ни да го замислат. Длабоко сум трогната. Тоа што се случило е толку многу погрешно. Милиони луѓе испратени во смрт. Ова се последните сведоци на брутално загушените евреи во гасните комори, нивните чевли. Не се целосно уништени бидејќи не биле од крв и месо. Но овој дел од историјата никогаш не треба да биде заборавен, за да не се повтори. Во крајно нечовечни услови, тука смртта ја чекале и возрастните и децата. Ги видов нивните писма, фотографии од нивните деца кои загинаа во концентрационите логори. Видов на што се беа присилувани. Трагично. Човештвото не смее да дозволува вакви злосторства. Секој детал од истребувачкиот процес бил методски испланиран. Во Аушвиц-Биркенау биле загушувани со комерцијалниот пестицид циклон Б. Прво умирале децата, а потоа возрастните. Евреи заробеници ја чистеле просторијата за наредната група. Грабежот над евреите продолжил и кога биле мртви. На оваа маса од нивните за секогаш онемени усти се ваделе златните заби. Од сигурна смрт можеле да се спасат само ако биле млади и силни да работат за Рајхот, раскажува Джек Соломницки, чии родители по потекло од Полска така ја преживеале голготата во нацистичките логори, а потоа емигрирале во САД. Ако си корисен, ќе преживееш, а ако не, умираш со најстрашна смрт. Така се спасија моите родители. Беа во логорите, напорно работеа и затоа не ги убија. Соломницки ги учи своите деца да не ги заборават еврејските корени и историјата поврзана со нив, но смета дека човештвото не ја научило вистинската лекција од геноцидот на евреите. Би сакал светот да учи од минатото, но мислам дека не учи. Само стануваме подобри во убивањето. Научивме како подобро да се уништуваме меѓу себе. За време на Холокаустот во име на така наречениот нов поредок, за прв пат во историјата беа употребени индустријски методи со цел масовно истребување на цел еден народ. Од убиените 6 милиони евреи, милиони и половина биле деца. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анита Шијакова од студиото во Вашингтон. Гледајте на јутре во истото време.